Добро вечер, драги мои. Добро во најновиот Македониум. Се уште во оваа светла недела, како што ја нарече отец Игор во минатата емисија. И така сме расположени и ние, баш свечено, македонски, со сите убавени, како што дал Господ. Бидејќи сме се уште во светлата недела, сакав да спомнеме уште некои светли моменти околу Македонија, како за оваа прилика. И по тој повод ја покани вечерва на 2 мај, значи празнично, една ретка господја која јас ја слушнав пред известно време, за жал многу кратко, на крајот од незиното гостување кај еден колега, не знам како му се вика емисијата на Миленко, ама да, нешто доцна. И ми се учини многу интересно тоа што го слушнав. Во меѓувреме ја запознав, не запозна еден наш заеднички другар исто така, Ниче. И се видовме уште еднаш, за да се договориме за вечерашнава емисија. Всушност, не се договаравме ништо конкретно за вечерашна емисија, дека и нема потреба, зашто ќе видите за каков редок соговорник станува збор. Маргарита Китан Ивановска, добро вечер во вечерашниот Македонија. Добро вечер. Значи, сега не знам, нема потреба да всушност, за почеток ќе речем само македонист и публицист. Да. Значи, теми македонски, теми кои некако излегуваат, можеби, понекогаш и сами, особено ако се занимавате со пишаниот збор. Го имате така како потреба и чувство да оставите траг за себе, откритие до кое сте дошла со собствени сили, со собствена креација на поврзување на разни теории и информации во главата, ама ако сте македонист, и ако сте македон, и ако знаете каде да читате и до каде ќе стигнете всушност. Таа авантура, нашава вечерашна господја, мислам авантура која може да си ја приредат само ретки луѓе, си со години на назад гледам и решивме дека вечерва ќе почнеме од оној момент практично да дадеме една дефиниција или да проанализираме што всушност се случува со македонецот во моментов. Па вака, мислам дека сите ние сме во една тешка ситуација од аспект на проблемите што ни натежнаа. Се обидуваат првите комшии, да кажем, да ни го спорат најбитното и најсуштественото за еден човек и за еден народ, идентитетот и името. Мислам дека е Божјо право, не само правно право во светот, основно човеково право, запишано во сите документи и декларации во Обединетите нации, на секој човек е правото на име и на идентитет. Некој се обидува од свој собствен рачун, своја собствена сметка, тоа да ни го направи проблем, да не загрози, да не снема. Според мене, целта е тука. Да се промени името, знаете, значи да се промените себе си, да ги прекинете сите нишки со кои ве врзуваат за минатото. А човек без корени и народ и без минато е вејка на ветрот. И секој може да го скрши. Сме обстојувале милениуми. Мислам дека и во многу потешки ситуации сме биле и нашиот народ обстоил. Зашто македонецот како таков постои едно 10 милениуми пред наша ера, според моите скромни сознанија. Замислете, од пред 10 милениуми и 2-3 милениум од новава ера, ние сме обстоиле. До скоро, до пред да се распадна СФРЈ, на Грција не и сметаше Македонија името, но тогаш таа беше штит меѓу исток и запад. А денес, за да се прекинат сосема нишките со античката историја и библиската и предбиблиската, кои многу добро ги знаат нивните стручњаци, зашто и сами пишуваат, едноставно се измислува дека не сме името ние да го имаме. А не е можно. Мислам дека Господ гледа и мора и ќе не сочува. Овој проблем мислам дека секој нормален човек на нашиот народ го чувствува. Ама го чувствува и со генерации наназад. Меѓутоа, може би поизразено во некои генерации или во некои, не знам, циклуси смислени од некои повисоки енергии, како
тие македонски циклуси почнуваат, завршуваат, имаат своји кулминации, имаат своји успони и падови, што би рекле. Зошто досега не се разговараше на овие теми? Тоа што сакаат да ни направат, сакаат. Веројатно не е ни новост за обичниот македонец веќе. Знаете како, мислам дека некако како да бевме зачаурени во некоја сигурност во време на СФРЈ. Всушност ние како држава според мене постоевме и тогаш и правно. И мислам дека за овој проблем решението треба тука да се бара. Македонија беше самостојна единка во рамките на СФРЈ. Како потписник и создавач на Обединетите нации. Замислете каков парадокс. На еден од создавачите преку СФРЈ, јасно, ние сме еден од подписниците на документот за создавање на Обединетите нации. И на еден од тие создавачи му се оспорува правото на името. Мислам, нечуено. Многу смешно е да се дискутира за кои причини ги наведува, од кои причини се поведуваат овие имени за сите овие наши проблеми. Како од кои? Од така наречени безбедносни причини, се тоа на крајот има некаква правно формална, не знам, реперкусија во Обединетите нации и Советите за безбедност и не знам кои се, не натаму, не се разбирам во таа меѓународна политика. Меѓутоа, значи, оваа ваква Македонија, каква што е сега, се уште во дуализам сама со себе, представува во наводници за некого опасност и закана, замислете. Мислам дека тоа измислено. Меѓутоа, се разбира секогаш особено во 21 век од тие правни норми и рамки зависи функционирањето на светов, така да дури да е така, тогаш нашите имаат исто така многу работа и во таква формално едноправна област да си заземат позиции какви што треба. Верувам дека после изборите повторно ќе се навратиме вака драстично и остро на овие прашања. Сега се уште никако се удени на ова македонистичкава тема, би рекла. Меѓутоа, работите се дистинкцираат сами од себе понекогаш. И видиме што ќе донесат следниве избори. Сакам да ве прашам за она што е ваше истражување и она што вие вечерва имате како податок и како информација да го споделите со македонската јавност. Значи, она што сакам да нагласам дека се ова и секогаш кога се вакви луѓе во многу сериозни теории до кои е стигнато по пат на една макотрапна работа. И секогаш, како и сите автори, предпоставувам и вие, кога ќе излезе сето ова, ќе го оставите за некои идни генерации кои не би требало толку да се мачат колку вас, за да стигнат до конкретната информација. За една уште поголема вистина македонска, може би, кој знае до кај ќе стигнат. Знаете како, јас сум македонист. Дипломирав книжевност со македонски јазик. Предметите ни беше старословенскиот јазик. Имав една одлична професорка, ако ме гледа, поздрав до господјата Радмила Угринова-Скаловска и покојниот професор Блаже Конески. Јас го совладав, без лажна скромност, одлично. Имав 10 старословенски јазик. Проучувајќи го него, а тој старословенски јазик е, знаете, основа на старомакедонскиот писмен јазик, така наречен црковнословенски. Да. Според лингвистичките теории, во основата на црковнословенскиот јазик, да објаснам за народов полесно, иначе на старословенскиот писмен јазик, лежи старомакедонскиот јазик од околината на Солун, Сухо, Висока, Зарова. Ова е докажано од многу светски лингвисти. Од еден Ватрослав Облак, од еден Андре Мазон, од еден Вјечислав Малецки, од Добровски, од еден куп лингвистам од светски ранг. Карактеристиките на тој старомакедонски јазик од околината на Солун, Сухо, Висока, Зарова се во основата на нашиот јазик. Јас тргнав од предпоставката дека ако со овој старословенски, односно старомакедонски јазик, успеам да ги прочитам така наречените нечитливи текстови на нашето минато време, кои се основа на нскиот јазик, кититскиот, тројанскиот, етрурскиот јазик,
дека ако ги добијам резултатите во современиот македонски јазик преку законите на старословенскиот, тогаш сум успеала и се потврдува фактот на вистина дека современиот македонски јазик е директен наследник на прасловенскиот, на старословенскиот, за него веќе има факти, дека во старословенскиот е нашиот македонски јазик, а јас сакав да докажам дека нашиот е наследник на античко-македонскиот, на кититскиот, на венецкиот или тројанскиот, на брегискиот, на етрурскиот, и тоа се докажува на база на една компаративна анализа. Тоа е метод кој се прави на тој начин што вие ги проучувате со предпоставените јазици како теза, ги компарирате зборовите нивни и од современиот македонски јазик ги проучувате промените кои се вршат според јазични законитости. Тоа е метод на палатализација, имате метатези, имате преоди, превои, многу законитости. Да. Значи, сега вие по тие строги лингвистички критериуми доаѓате до информации кои можат многу да значат во тековнава, ревидирањето на тековнава македонска историја. Да, апсолутно. Значи, практично, многу нешта за кои не сме знаеле ништо, или многу нешта за кои нешто сме знаеле, меѓутоа најчесто погрешно. Ќе продолжиме веднаш после рекламите, имаме сега првиот блок на реклами, а потоа со првата од овие ексклузивни информации, како за во Македониум вака празничен се разбира. Може. Овој втор блок после првиве реклами ќе го започнеме намерно со еден редок цитат од едно ретко место, до која се разбира не се дошло случајно, туку по пат на долги ноќи читање, па некаде, нели, во некој момент ќе прочитате нешто вакво прекрасно, како бисер вака во македонистичката душа. Ај, повелете. Благодарам. Штитовите македонски, овие кои некогаш јуришеа на земјата богата со злато Азија, овие кои на Елада ја скршија моќта, сега сами во храмот на Зевс во подножјето на столбовите лежат. Штитовите македонски. Во чест на Зевс, во храмот на божицата Атмска во Додона, кралот Пир ги обесил штитовите на македонците со надпис над нив. Ова го вели Павзанија, водич по Елада, Загреб, 1959, страница 23. Има ли поголем доказ за вистината македонска? Значи, ова е пронајдено како запис во храмот на... Стои таму и ако поедите и сега во Додона, тоа е обесени се штитовите. Кај се наоѓа точно вака Додона? Јас, например, не знам. Е најголемото светилиште на островот Делфи. Тоа е светилиштето. Значи, да појасниме за гледачите, затоа прашувам. Да. Ова што го слушнавте како цитат напишано е во храмот во Додона, а слушнавте каде се наоѓа Додона. Така. Да. Ќе поразговараме на ексклузивните информации во текот на емисијава. Само сакам пред да одиме понатаму да ве прашам следново. Се нарекувате, прв пат слушам таков термин, затоа многу ми дојдовте интересни, македонска алтернатива. Сите луѓе што размислуваат на овој начин или влегуваат во процесот наречен македонизам, свесни или несвесни. И велите дека тоа алтернатива, од кои причини таа мисла таква би била алтернатива во оваа држава? Знаете како, алтернативата како поиме збир на нешто друго, богатство на некои поинакви идеи од оние стандардните. И официјалните, кои се во оптек. Во случајов кај нас, може би не само кај нас во Македонија, воопшто на Балканов, историјата конкретно, бидејќи зборуваме за историја и поготово историја на јазикот, се проучуваше на тој начин што се изучува една класична теорија во науката, дека словените дошле во 6 век, нели?
и од тогаш е тој старословен јазик, Така. конкретно во областа на јазикот. И дека претходно е темен период и овие македонци, конкретно за нас, немаат никаква врска со предантичкото време и библиското време. Така. Мислам дека секој човек што има дух, поготово ако се смета себе си за научник, никогаш не прифаќа да остане на веќе поставени тези. Секој ќе се обидеше малку да искокне од она во кое е зачаурен. Так. За жал, на Балканот... И барем еднаш ќе се посомнева во нешто. Знаете, барем еднаш, да, тоа е показ за духот. Тоа е тој процес на иницијација, ми се чини. Јас сосема разбирам, затоа што во 19 век се наметнува германската теорија, која го вика тоа, дека словените дошле од таму некаде од зад Карпатите, пливале со трски в уста, биле неписмени и дошле овде и паднале под робство на бугарите и се описмениле. Разбирате, човек што малку од малку има дух, мислам дека не би го прифатил тоа. За жал, ова го учевме и се учеше овде едно 50 години скоро. И жалосно и трагично е, знаете за мене што? Не ме чуди фактот што досега таа алтернатива не се пројавила или никој не ја прифаќа. Институциите се институции, како во сите земји. Луѓето зачаурени такви какви што биле, тоа е показ за нивниот дух. Така. Проблем шава според мене на следниот начин. Ние немаме корис од тоа дека сега ќе го констатираме ова и ќе фрламе со дрвја и камења конкретно. По МАНУ, Академија на науки, да, или критериуми за институтите. некои нешта. Замислете, Да. за мене е многу покорисно. Тие луѓе треба сега да ја прифатат алтернативата, како што го направи Словенечката Академија на науки. Било што било, не можеле да искокнат од своето време, едноставно Тие се ги знаат причините и нека се остав. И не ме интересира. Мене институциите постојат за народот. Така. Должни се во име на платите сите тие институции што ги земаат од народот да појдат напред. Светот наоколу врие од новини. Да. Можете да замислите се ова што... Ајде тука, веднаш, бидејќи многу се погоди во муабетов, ова што сакам да го потенцираме. Значи, за големото откритие на дешифрирањето на каменот на Розетата. Станува збор за еден академик и еден професор од електро или од нека не професор на електро, да, Аристотел Тентов на компјутер, и академик Бошевски. Значи, и мислам дека горе-долу сите отприлика знаат дека тоа е едно откритие со кое овие двајца луѓе се обидоа и успеа да дешифрираат еден досега не дешифриран текст и да го датираат како старомакедонски или античко-македонски јазик. Да покажат дека постои писмото наспроти приказките глупави, дека македонците биле само војници и замислете ова од званични луѓе што предаваат историја, а да не ги именуваме, а биле неписмени, биле способни само да војуваат, да се тепаат и му станале зборови од јазикот, а биле неписмени. А вие добро знаете дека кога Александар тргнал во војна, генералите му викаат: ама, Александре, ти одиш на научна експедиција или во... Односел со себе географи, носел историчари, носел писатели, луѓе што хроничари што се ќе следат што се случува. Так. И можно ли една цивилизација која создала таква империја да биде неписмена? Так. Еве, и сега ќе продолжиме за Александар и за Мисиева. Не, апсолутно меѓутоа сакам да како продолжение на ова што го рековте. Така. Еве показ објавен, ако ме гледаат академикот и господинот Аристотел, поздрав и Донив, ми стигна по интернет. Го гледале моето интервју на Канал 5. Добре. И луѓето работат многу повеќе отколку овде кај нас. Так. Ми испратија документи. Еве што во Германија, во германските извори, во книгата Писмо е објавено. Еве го каменот од Розета и нејзиниот основен тумач, господинот Шамполион. Да.
Добро, ова го знам. додека нели официјалната јавност македонска се уште нема официјално изреагирана на ова откритие и на ова дешифрирање, само како Еве, пропратна информација. ова е изворот од Германија. Во него стои дека Шамполион, тумачејки го текстот на розетата, се тврди. Текстот на розетата е напишан на две писма и на две писма на два јазика. На старомакедонски, на демотско-египетски и новомакедонското писмо Коине. Ова стои, еве, Алт Македонишен во германскиот извор. На старомакедонски, новомакедонски Коине и древно египетски демотски. Релката покажано е, ова е хероглифите, древноегипетски, ова е старомакедонското писмо, ова е новомакедонското писмо Коине. Многу убаво пишува дека токму текстот, значи е напишан на древномакедонскиот јазик. И дека професорите се во право. Да, ова во прилог на грандиозното откритие на професорите. Да. Уште една подкрепа дека се во право. Да, еве, да слушнат и академиците, да. Так, за сметка на оние кои се уште се сомневаат во македонски стил, знаете. И секогаш таквите откритија, тој тип на откритија, информации, многу долги години наназад верувам дека сте и вие свесна, се третирале како така. Ама ајте, бали е тоа баш така, па да, па не се знае баш така. Да, жалосно е ова да не се потврди. Знаете, пред некој ден Ама го потврдија луѓето, мислам повеќе од тоа здравје, нели? Да. И милион работи така потврдени си седат како потврдени. Никој не ги сублимира во оваа држава, не го прави сврзнато ткиво за сите овие вакви откритија и лескаат во вистинската светлост. Мислам дека е време и дека и во Библијата стои 2300 години, вика чистилиштето ќе се просветли. Гледате, полека се отвараат работи. Не е случајно што еден Аристотел, баш се вика токму Аристотел, човекот што ова го работи заедно со еден за среќа, јас викам неверен Тома, и првите испитувања господинот Одисеј Белчевски од Канада. Замислете, еден Одисеј, Аристотел и еден... Ма какво совпаѓање? Премногу се совпаѓања за да човек не поверува, за среќа. Еве потврда, знам дека се спремаат за Русија, во Петербург се поканети професорот и академикот. Еве потврда од надвор што се учи дека навистина постоел овој јазик на кој е напишана оваа розета, нели? Да, да им посакаме успех и јас слушнав за исто така големиот настан дека ќе присуствуваат во Санкт Петерсбург, дека се поканети како јас слушнав така дури со една доза на ексклузивност, затоа што сите пријавени соговорници имале по одредено време, не знам 15 на минути, нив им дале неограничено време за да го образложат тоа што имаат да го кажат. Апсолутно. И тоа е супер. Значи, ние сме со вас, се разбира. Апсолутно. Да. Еве, ако може би е време за вторите реклами, па ќе одиме понатаму. Значи, тука сме повторно, околу јазикот и сето ова што го започнавме пред малку. Значи, вие сте лингвист првенствено. Да. Знаете да кажете најточно, може би, од најголемиот број на македонци вечерва, што е македонски, кој е македонскиот, од кога е, и практично каков склоп од што се е македонскиот? Вак. Македонскиот современ јазик е континуитет, според мене, и моите проучувања на античко-македонскиот, на бригискиот, на пелазгискиот, на кититскиот, на феникискиот, на тројанскиот, на етрурскиот, на најстариот македонски. Македонската азбука и писмо е стара најмалку 7000 години. Знаете, тоа е потврдено со проучувањата на архитектот Васил Илјов, еден од најдобрите познавачи на старите писма во Македонија, палеограф, кој што со докази на основа на најдените споменици писмени во Македонија. Најдени се во Говрлево, во Осинчани, во Церие, Црна Лома, Гора. Тоа се споменици со просек старост и со писма
со писмени записи во просек негде со старост 7000 години пред нашата ера. Значи, ако Венчанското писмо се брои 5500 години пред наша ера, за едно од најстарите, и на 24. мај 2004 година во Нови Сад е одржан конгрес на лингвисти на кој се потврдува дека најстарата европска цивилизација почнува од Балканот, од Подунавието. Но не и дека Венчанското писмо е произлез за кирилицата. А јас во мојот материјал што го работам и книгата што ќе излези, ги поканувам истите лингвисти да дојдат на симпозиум во Македонија и да видат дека македонската азбука древна е со старост од над 7000 години. Ова стои потврдено, еве и во документите што стигна од Германија, древна азбука стара 7000 години пред нашата ера и показ дека македонскиот е основа за сите јазици. Западната гранка полски, чешки, словачки, лужичко, српски. Источна украински, руски, белоруски, еве нашата група српски, словенечки, хрватски. Еве, може да... Да, дека и доволно и видеа гледачите од ова што го покажавте. Знаете, македонскиот јазик е тројански јазик. А за мене Троја, Македонија е Троја. Името Македонија токму тоа значи. Троја остров. Земјата е стара геолошки 5 милиарди години. Има развојни периоди. Пред 275 милиони години во така наречениот Перм постои едно копно се вика Пангеа. Пангеа е Европа, Азија и Африка. Ова Пангеа, кој ќе го прочитате, се добива Макеа на античко македонски, затоа што според правилата на грчкиот јазик, ако е тоа грчко, Пангеа, НГ поминува во КН и се добива Макеа, Макена. Името Пангеа значи Македонија. Пангеа е островот на кој живееле заедно некогашните африканци, азијати, белата раса се македонците. Ова копно постои, докажано е геолошки, се до потопите. Знаете, геолошки на секои 2,5 милиони години настанува топење на огромни ледови. И постојат податоци дека во 12-тиот милениум некаде завршува леденото време и тогаш настанува топење и огромен потоп. Во 12-тиот и библискиот е во 6000 години пред наша ера. Сакам да кажам момент. Постои доказ на францускиот научник, открив после моиве проучувања, Дано се вика, во 50-та година, кој тврди дека Егејското копно е мост, ова што зборував, меѓу Африка, Азија и Европа. Со потопот, кој е докажан од Балар, од National Geographic, од американците, од оној човек што го открива Титаник, со цела една експедиција, покажуваат дека водата што доаѓа преку Средоземно море и ги пробива Дарданелите и Црно море, прави таков потоп да тогаш тони Егејското копно и се создава Егејско море, а нели и Црно море, кое до тогаш било езеро, станува море. Ова се докажува со тоа што со најсовршени роботи одат во длабината и најдени се населби. За среќа, бидејќи на таква длабочина се конзервирале поради немање на кислород, останат и се докажува дека навистина потопот настанал, оној библискиот. Што е поентата на сето ова? Не е приказна, не е научна фантастика. Него македонскиот народ, како спои, затоа сме ние толку толерантни, спои на мешани народи тогаш, Африка, Азија, Европа. Со потопот луѓето бегаат, нели, најнормално. Еден дел си останува, другите одат на север, ја исполнуваат источна, централна Европа.
Таа цивилизација развиена била со своја писменост. Стои во големиот атлас на светот Љубљана 78. Секој нека земи да прочита. Во Македонија имало населби, имало цивилизација. На сликите најдени во Шпанија се гледаат жени кои играат околу своите мажи, дотерани со фризури. Тоа била цивилизација со своја писменост, со старост на оваа наша древна азбука, со која луѓето се селат и градат царства. Тоа е царството на китите. Знаете, Мала Азија е пресликан Балкан. Тоа се бригите кои се преселиле од Балканот и таму е Мала Бригија, Голема Фригија, така наречена, Б таму се вика Ф, Фригија, таму се Лидија, таму е Меонија, таму се китите, таму е Троја, онаја Троја што ја открива Шлиман, тоа е Троја, од кога Троја била во Македонија, Троја од тројанците после војната што ја создале. Тоа се луѓето што одат до Балтикот, до Арктикот, што викаше покоен Ристо Шишков. Сите македонци да сакаат да не уништат, не можат. Ќе појдат на Антарктик и таму ќе најдат македонец. Ова нема врска ни со национализам, ова има врска со наука. Тие луѓе имање малце визија во главата. Да, за тие тоа што било, луѓе да и се тоа што може да враќаат биде. заради промените подоцна или за корените како Словени. Ние сме Словени, ама прасловени стари 10.000 години. Прасловените имале својност. Покажана е во книгата Влес, книга постои. Пронајдена кај царицата Ана Јарославна, таа е ќерка на новгородскиот кнез од Киев. Се мажи за Анри Капет, францускиот крал. И во граѓанската војна во Франција, библиотеката што ја има нејзина кралска ја распродаваат. Во неа е и таа Велес книга, така наречена, или Влес книг на руски. Тоа е книга... Влезната книга. Не, тоа е дрво, влез е дрво, леска. Односно, или Велес книга, прочитана на античко македонски. Таа е книга изрезбарена на 45 штички, на која кој ќе ја читате е целата историја предбиблиска, историјата на пресловените. Таму е Киј, таму е Орест, таму се нашите Орести, таму се китите, таму се русите. Русите имаат потекло од Балканот. Тоа се ликите. Руси кои ќе преведете македонски се добиваат лики. Тоа се тројанците. Тоа е таа теорија дека тоа е тој истиот народ. Не, тоа е народ вистина, не е теорија, знаете. Да, тоа е народот што отишол и тргнал затоа... и се вратил. Не, треба да се каже ова народот да разбере. Азбуката е кирилица на Кирил и Методиј. Али тоа е реформа. Реформа на веќе постоечко писмо. Еве, јас можам да покажам, иако тешко се гледа. Во Гортин, на Крит, ако можете да го фатите, ова е типична кирилица. Ова е правните закони напишани на зидот. На Гортин, пред наша ера, стои, ова е снимнато од интернет, некаде 5 век пред наша ера. Ова е писмото на бригите. Буст Рафедон се вика. Еден ред се чита одлево надесно, другиот од десно налево. Ако може да се фиксира ситно е жалам, се гледицата, без ниедна импорт буква. Типична кирилица. Иста како и денес. Да, значи, нашата кирилица, со ова не се намалува вредноста на Кирил и Методиј. Тие луѓе само ја усовршиле, зашто да речеме, прасловенската писменост Црноризец Храбар добро кажува. Постоела претходно, постојат руни, тоа го потврдува и Марија Гимбутас. И тоа е познато, тоа е слоговно писмо. Ова на прасловените е слоговно преодно писмо кон денешната кирилица. И вие која земате азбуката, се чита сета историја на македонците, али македонци сватени како еден широк поим. Тука сме ние македонците, али тука се и другите. Се тргнало од Македонија еден остров со многу население. Основата на тоа се македонците. И што поврг оваа вистина излези надвор, светот ја знае, ова го има главните книги.
Треба и од кај нас да излези. Може би чекаат од кај нас да се потврди таа вистина. Се разбира дека чекаат. Кој може наместо нас да го направи тоа така? Апсолутно, кирилицата е само надоврзување и само да ја довршам мислата. Затоа е така лесно прифатена од сите. Замислете инаку толку милиони народ од југ до север да се прифати едно писмо. Затоа што им била блиска, им зната. Постојат документи колку сакате. Да. Еден од тие факти на поврзување или камчиње во мозаикот, а поврзани со јазикот, е точно јазикот бурушевски, што го зборат хунзите. Да. Исто така јазик долго години третиран како изолат од светските лингвисти, затоа што не знаеле како да го дешифрираат. И веројатно постојат некаде кај што живееле така изолирани групи, нели? И изолирани долго време, сега е многу тешко за лингвистите да им го одредат коренот јазикот, се додека, нели, исто така грандиозното откритие на доктор Илија Чашура не го потврди тоа. Да. Значи, бригите кои ги спомнавте вие овде, или бурушаскиот е директен наследник на бригискиот. И тие се во сродност како староанглиски и средноанглиски, што би се рекло по некакви критериуми или такви лингвистички, за да не разберат луѓе обичниот македонец. Зошто тогаш имаме проблем во врска со јазикот и со писмото? И тоа е еден од најголемите, зашто меѓу истите, нели, неверни томи секогаш прво се поставува како прашање јазикот и писмото. Знаете, според мене, зошто ова звучи лаички, но е голема вистина. Александар Македонски толку многу направил, таа огромна империја, да имам чувство дека светот се плаши да не се роди Александар, па што ќе појде во освојување. А не водат сметка дека по законот на енергија може би толку многу страв на вистина ќе роди некој нов Александар. Која е инаку поентата на тоа да се знае вистината, а да се крие? Ве молам, овие научни вистини до кои се доаѓа ги има во француските книги, во англиските, во германските, како видовте, во кинеските. На крај на краиштата, поред овие теории, маите не се ништо друго од македонците што отишле таму. Ако го преведете името на маите, мај и е равно на ои, се добива мај ои. Тоа е името на македонците со кој ги ословува Аристотел кога му објаснува на Александар. Можете овие мајои, баш така, да ги најдете на стелата на Халкидик. Тоа е надгробна плоча на Филип Македонски, за која пишуваат грчките автори. Ова е издание нивно, нивна книга, Маршот на теменидите на Исток. Поголем доказ од таа книга, збир на записи на стели на Халкидик, не постои. Во таа книга на секоја стела се предаваат написите, објаснувањето стои и стои дека тие се напишани на јазикот пред да биде променет, на старомакедонскиот јазик. До таму е националната територија на македонците, македонските имиња, македонската азбука. Секој што не е грчка, тие велат дека е тоа грешка на граверите. Таму има тестамент на Филип Македонски, изгравиран на една стела, каде се гледаат знаците на ова античко македонско писмо. Според мене, писмото со кое е изгравирана розетата и овој е едно од варијантите на античкиот македонски јазик. Знаете зашто? Зашто азбуката уште пред 7000 години пред наша ера е целосна азбука, со оформени букви, но може би, како што вели нашиот народ, на рабуш запишувал. Рабушот не е ништо друго него писмото на руните, него многу е поедноставно на дрво или во камен да изрезбарите повеќе знаци отколку целосни букви. Според мене, токму тоа писмо е едно од писмата. Македонците имале целосно оформена азбука уште пред 7000 години. И тоа стои. Записите, ако ги читате во Македонија, печатите најдени во Осинчани, во Говор, само со Бога сум, протумачени, нели ова се артефакти кои стојат. Или крескај се во лед на почитуваниот Васил Илјов,
заедно со сонцето. Кресни значи запали се. Го имате тој термин во Хрватска. И треба да се, знаете, да се има во предвид дека на почетокот јазиците се многу блиски. Так. И еве како видовте се почнало од македонското и вие и денес како го слушате хрватскиот идем дома. Образ. Так, да. Зачувани се многу дијалектизми. Точно ова кога говорите, пред некое време гледав на хрватска телевизија нешто како емисија за земјоделците снимено во некоја од селата хрватски, Да. и човекот имаше таков дијалект како нашите источни дијалекти или некаде доке Кумановско. Значи уште Апсолутно. човек што може да ги препознае тие нешта, гледа за што се Да. работи. За еден ист народ со никакви мали варијации во Да, јазикот. точно така. Всушност, уште, извинете, ви упаѓам во збора, ама морам, обширна е тематиката. Затоа сте овде, затоа сте затоа овде, сме повелете, тука. да. Троја била целиот Балкан до Мала Азија. Ова стои кај Колин Рефју, англичанецот историчар. Знаете, Троја е тоа и се поделува на Дарданија и Троја. Целото Приморје, до Босна горе, Дунав, вие имате Винча. Извинете, ама Винча е вин. Ч се добива К кога стои зад вокал. Ние имаме Виница. Да. Тоа се мијаците, мизите се мијаците. Ај, за мијаците малку. Што да ви кажам? Се смеат колеги. Да, мијаците се нашиот, нели, најдобар доказ, според мене. Мијаците, власите, македонците се најстарите тројанци. Мијаците се најстариот македонски елемент. Ги имате од исток до Дунав. Јас во разговорот со вас спомнав, ќе повторам, во мијачкиот фолклор се песните за Дунав овча наија. За Левенди Ѓуро, За писната Левени знаат Ѓуро и мијаците сестрата наши, да. Анđелија. Левени Ѓуро се женел и ја кани сестрата Анđелија да дојде од овча наија преку Дунав. Тоа се песни кои зборуваат за битот на народот. Нели, мијаците ги има околу Солун. Од Галик, галичани мијаци, па нели со пасиштата се селат со стадата, па на Бистра. Нашиот најдобар показ за милениумите, културата, битот, јазикот, фолклорот, како да ви кажам, писменоста, постојат насекаде, независно ако земете Мизи или Мези, познатата Фанула Папазоглу покојна, голем научник и палеограф, мезите е равно на А и. И вие кои ќе ги прочитате, добивате, се врши, се вика палатализација. Ц се најдува зад вокал, С и К преминува во Ц. И добивате мијаци. Земете ги, јас не знам, поради незнаење стануваат грешки. Замислете кога се това би се знаело, би немало војни. Так, Власите В е Т. Ние викаме рамнина, равнина, Ма е равно на Т кај бригите, се троси, Л е Р, овие сите законитости стојат. Така. Исто и тоа дека сите древни народи на крајот, нели, од таа една основа е коренот е излезено. македонскиот. Од таа една основа е излезено ова, фино го покажувате ова стебло. Многу Апсолутно. вака разграноци или нијанси се во прашање. Само Апсолутно. кога ќе ни текне дека тие нијанси треба да не спојат, а не да не раздвојат. Сакам уште еден факт, многу битен. Мислам Да. дека објавено е во разговор вака господинот Риски. За да нема недоразбирање. Македонија, рековме, колкава територија била. Цела Далмација, денешна Албанија е посеана со Словени и македонци. Јас не знам зошто нашиве сожители се обидуваат да измислуваат. Тоските се знае, албанците се тоски и геги. Тоските се население локално, дел на тогашното античко население. Се Словени, еве карта, може да ја регистрира камерата. Може, да. Се што може да се покаже не е на одмет. Ова е книгата од М. Селишчев од Москва, се вика Славјанско население во Албанија. И да се види дека на вистина топонимијата цела е македонска.
Таја е словенска Так. топонимија добро, и нема потреба од создавање непријателства. Петар Поповски огромен дел од својот живот потроши на тие истражувања и исти се Апсолутно. резултатите, да. Да, знаете, ама треба еднаш, доста се тие заплашува зашто ние тука живееме. Ако се знаат овие вистини, треба само да се развива живот, да се живее, да нема непријателства. Се друго е сметка. Така е. Еве регистрирајте. Многу голема вистина кажавте со оваа последнава реченица. Тоа ќе го оставиме некако можеби за крај за поента. Еве ја картата. Ако може да ја регистрирате, стои словенско население во Албанија. Ова е сето напишано на македонски, може да земите и да така. Ако може и да не е регистрирате. нема сомневање дека истите тие топоними сега ќе ги најдете и во Мјачкиот крај. Како се Апсолутно. повлекувале, тие си го оставале името на своето село од онаа страна, нели? Точно така. И затоа е цел тој континуитет на показатели и знаци кои само треба да знаеш да ги следиш. А еве се најдоа и такви кои знаат да ги следат. Па знаете како, мислам дека од Бога сме сите едно, луѓе. И мислам дека човечкиот живот има смисла ако се исполни задача. Мислам дека сите треба да придонесеме да го поминеме што помирно и што побогато овој земен живот. Материјалното е нешто без кое не се може за опстанок, но не е мерка. Да. Мислам, јас милувам да кажам, се што имам со себе носам. Иако може би бев, не е важно, скратен. Ми се допаѓа вашето мото. Значи, да се вратиме на писмото и на јазикот македонски. Сакам да ве прашам и да напоменам. Бидејќи од она што јас вака многу скромно на тој план можам да кажам, е некое мое забележување, например, за една ситуација кога Александар оди во Пакистан. Да. Во Пакистан. Стига до Пакистан денешен, значи ја освоила Персија и нели до оној момент кога нашите македонци умртни од после 8 години нели не се согласуваат баш сите да одат со него понатаму. И тука тој така наречен бунт на македонците. Пред бунтот, кога тој ја почувствувал атмосферата, а веројатно особено после бунтот, и Квинт Куртиеров, и Аријан, и сите, скоро сите, или еве барем двајца, тројца од античките записничари, напишале дека прв пат во животот Александар вовел цензура на писмата што македонците ги праќаат дома. И јас во тој момент си реков, ако немаме писмо, како ги пишувале македонците писмата, нели? И како Александар им правил цензура за она што е неубаво баш нешто прска со големиот проект освојување на светот. Точно така. Сега, може ли да ве дополнам со информација? Ова е само шлагворт мојево скромно забележување. Знаете како, еве, мислам едно неизвестување за грците, веројатно знаат. Нели, владее тезата во науката дека грците го зеле писмото од феникијците. Што е точно. Ама никој не се обидува да ја каже дека тие феникијци се пелазгите кои од Балканот отишле во Мала Азија. Фени, кој ќе го преведете јазично, Ф е П. Ни, според кититскиот јазик, пелазгискиот, бригискиот, етрускиот, тоа стои објавено. Во учете кититски книгите објавени од Чикаго го имам, Хетитика 1 и 2 на Жак Куа и Ларош. Ние ли и добивате пелисти или лазги. Феникијците се пелазги. Азбуката на што ја зеле грците е азбуката на феникијците, на пелазгите. Дека оваја азбука е на вистина, нели, феникијците се пелазги, сега не можев да ви донесам том книги, потврдува академикот од Москва Владимир Георгиев со зборовите во тој феникиски пелазгиски јазик. Потврдува Милан, академикот на САНУ, на база на анализа на речникот, на феникискиот јазик и пелазгискиот, и името се поклопува. Феникија е Палестина, е Пелазгија. Ако земите во Библијата, кога Господ сака да ги казни, според него, заради, да речам, лаички збеснување, почнаа, вика, да се изедначуваат со богови, вика, ќе ве вратам во кошарите на Балканот. Вие пелисти,
филисти, пелисти и феникийци се едно исто. И еве за јавноста да се знае, грците се дори и данајци, а хајците што се спомнуваат во битката за Троја се исто некогашни пелазги. Дека данајците се ирански народ, зборува најголемиот германски лингвист Пол Кречмер. И ова е објавено во Жива антикден на страна 135 и ја го носам тоа списание. И во него лингвистот, и тоа дали го гризела совест или не знам, на 84 години ја објавува оваа вистина. И кажува дека данајци се речни луѓе, се дојдени од Иран заедно со индијците, одат во Киликија. Киликија е дел на Кититското царство, во градот Аситаванда со реката Пирамос. Таму го земаат феникиското писмо, хероглифите кититски. Од тука, поради битката со египетскиот фараон, во 13-тиот век битката, победуваат египјаниве, се пренесени како робови на Пелопонес. И дека е показ, Пирамос, знаете, во антиката кој како се селел, си ја носел името на реката, на градот, на местото. Така. Цела Анадолија е пресликана Македонија. Се што ви треба овде, ако не можете да најдете, земете карти од Анадолија. Се ќе најдете пресликано. Јас тоа го применив. Така и они. Данајците се иранско потекло, а дорците се Дакомизија, денешна Романија, Кереш и Букурешт. Кереш е реката со име Гризија. Од таму е Дора, дорците и данајците. Така да, ако тие го зеле писмото од феникийците и писмото на пелазгите, ова стои и кај Диодор, што значи за сите овие непотребни негирања и војни, кога се знае. Знаете, се знае во науката. Тука е веројатно овакво, таа една огромна мистерија која... Јас само си ја објаснувам со тоа што мислам дека светот сака да не има и дека ќе не има. Независно од сите овие тежини и од сите конструкции што се направени во 19 век. Затоа што не може овие вистини се кајнив. Не може толку да остане така залудно потрошена, но дека бараат резултат од кај нас. А мислам дека многу луѓе, како например морам да го спомнам господинот Ташко Белчев, еден од првите венетолози, не знам дали сте ја читале неговата книга 4000 македонска цивилизација, историја и писменост. Тој човек покажува дека венетите се токму тие енети. Енетите, венети се темениди. Ние сме македонците темениди. Енеј е тројанец, кој што оди во Италија, во Кватроченто му е најден гробот и на него пишува Херакле Словенски. Ова се факти кои стојат. Така да, значи, еден човек прв кој ја започна венетологијата кај нас е господинот Ташко Белчев и треба оваа држава да му ја оддаде сета почит и сето тоа негово знаење да се искористи. Така. Покрај него е Васил Илјов, тука е Ангелина Маркус, Крп Утеха, тука е Ксантика, морам да кажам, здружение формирано на древните македонски традиции во 2003, со господинот Сотир Пастенаров и Олгица Василева и Јадранка Колева. И Паскал Камбуровски се разбира како еден од првите основачи на Еве, Ксантика. јас како надоградба морам да речам сета моја почит за господинот Сотир Пастенаров, кој е жива библиотека. Да, знаете, тоа се сите... Ова морам да го кажам... Тоа се сите вака екзотични луѓе собрани на едно место. Кои со сета душа и енергија работат на овие. И ова мора да даде плод во институциите, знаете. Единствено тие беа тие што вака долги години наназад барем потенцира, мотивира, се славеше роденденот на Александар, се славеше 1 март. Да, и се уште се слави, Ксантика. Па Ксантика ми се чини дека веќе е популаризирана во Македонија точно заради друштвото Ксантика. Точно така. И сега веќе отприлика мислам дека и малите деца знаат што значело Ксантика и зошто се врзуваат сите оние мартинки. Тоа е тоа кога ледениот брег на една колективна меморија ќе почне да се знаете. За среќа, еве, доживеавме можеби почеток на еден таков процес во нашево современие и за промена тоа ме прави вака многу оптимистички расположена кон некои македонски нешта. А време е за реклами. Да.
Може со французите, ме пошто се зезате, ме бунат. зезате, ако. Значи, додека ние овде се договараме како да ги искористиме уште овие 9... Да. Решивме сепак од Ѓорѓија Пулески да почнеме во овие 9 минути, бидејќи има нешто што е навистина драгоцено, што многу малку луѓе го знаат и не дека е нешто што е во мијачките категории, ова е нешто се македонско. Значи, се објави, ако знаете и би требало да знаете, конечно еден огромен труд на Ѓорѓија Пулески, во кој меѓу другото има многу податоци. Еве, господјата е тука вечерва да ни каже, да не и го земам зборот. Да. Знаете, се радувам што сме имале таков предок. Ѓорѓија Пулески, според мене, е научник, да ви кажам, многу поголем од многу наши денешни, кои само пиши-препиши докторати цел живот прават. Да. Човекот е признаен и читан од многу врвни историчари, аргументите што ги дава му се почитувани и признаени. И што е најголема вистина конкретно за неговата, според мене, македонско-словенска историја. Сите работи што човекот ги раскажува не се воопшто романтичарски занес, како милуваат да кажат некои наши класични историчари и академици, него се факти кои се провлекуваат низ сите западни трудови. Земете го неговото објаснување за создавањето на народот после потопот, за македонците, кога зборува дека и македонскиот јазик има 3 наречија, едно теменицко, едно пеоницко и едно арнаутско. Замислете една огромна вистина. Ѓорѓија Пулески зборува за античка Македонија, зборува за Филип, зборува за Александар, зборува за писменоста, за тоа дека македонците на вистина имале древна писменост, дури и предбиблиска според неговата категоризација. Точно така. И што е најважно според мене, тој цитира толку многу научни извори, што ретко кој го прави, а прав научник е тој кој што се што зборува подлекува со извори, има комплетен научен, валоризиран денешен пристап. Так. Дава аргументи, пренесува извори и дава свој суд за работите. Историјата што ја дава се среќава потврдена, ви реков, во англиските, во француските, во германските. И тој човек треба многу посериозно да се зема, а не како што изјавуваат некои наши актуелни историчари, анахроно било да се борите за македонскиот јазик во ова време, а не загрозуваат да не уништат. Тоа ли се научници, ве молам? Научник е тој кој што нуди вистина, која ќе ви помогне, ќе ве заштити и ќе ве надогради. Так. Ѓорѓија Пулески... А како понатаму со Господ напред, да. Точно знаете, така. Никаква вака Еден од темелите. зачестена флоскула во последно време, дури нели особено ќе ја слушаме веројатно во овие предизборни денови, дека не е важно историјата, да ја затвориме таа врата, нели да се свртиме сите кон иднината. Да, ма без Европската и иднината ве убавата нема. и така натаму, да. Точно е тоа нешто што не можам да го разберам и како тоа никој и во чие име може такво нешто да прокламира, нели? Да заборавиме што било. Да заборавиме што било за сметка на тоа вака кај треба да одиме. Да, а никој заборава, само ние да заборавиме. Да. Која е логиката? Така, зашто не заборавите, нели, вие истите емисари кои Апсолутно. доаѓаат овде, нели, да решаваат туѓи проблеми и така натаму. Рековте да завршиме со јазикот, онаму каде што почнавме и онаму каде што се движат вашите истражувања во тој строго лингвистички сегмент, каде што нели многу работи се дознаваат на вистинскиот начин. Да. Запишаното си останало запишано, па дури некој да ви рече сега заборавете кој сте, ќе пронајдете задутра од некоја фиолка кој сте, нели? Тоа не се крие. Да, знаете, вредноста на сиот овој мој труд, како и на спомнатите претходни колеги, почитуваниот Васил Илјов, еден Вангел Божиновски, почитуваниот Ташко Белчев, напорите на господинот Одисеј Белчевски да докаже дека јазикот во Илијадата е точно македонски, еве и мојот, носат една огромна поента. Се има свое значење ако умеете да го докажете.
Јас, мојата теза дека современиот македонски јазик е директен наследник на античко-македонскиот, на кититскиот, на бригискиот, на етрурскиот, на тројанскиот, ја покажувам на тој начин што, анализирајќи ја структурата на тие јазици, открив дека, например, во најголем дел нивната морфолошка и граматичка структура е или скоро иста. Земете го сегашното време кај китите, кое завршува и исто како кај нас во современиот македонски, на М и Ш, исто завршува во старословенскиот, исто завршува во современиот македонски. Работам, работиш, работи. Земете го конструкциите глаголски со има, например, и предлогот да, и користењето на многу го има во кититскиот јазик. Имаат цупин. Немаат идно време исто како што нема во прасловенскиот или во старословенскиот. Имаат цупин кој завршува на и т, исто како во старословенскиот, исто имаме супин и ние во македонскиот. Македонскиот современ јазик го има партиципот од претеритот на л, ла и ло што завршува, кој го има исто во старословенскиот, исто го има кај китите. Го има и кај етрурците. Дури етрурците како дел на енетите има конструкции супин со да, идно време со че, како кај нас, че одам, само што стои позади. Тоа се неверојатни морфолошки сличности или инфинитивите на ти, сти и ши завршуваат исто во старословенскиот, прасловенскиот, кај китите, кај етрурците. Ова се... Ми се чини дека доправа ќе имате вие работа, господјо Китин. Да, благодарам. Да, со Господ напред да излезе цел овој ваш обемен труд на кој сте прегледаа многу време и многу енергија. Меѓутоа, македонската енергија не исцрпна. Ја знам дека ќе, откако ова ќе се вообличи, ќе се издаде, ќе види Белден што велам јас. Да, најскоро, да. Ве очекуваат, дури тогаш ве очекува некоја или макотрпната работа, што викам јас, се она што сте ставиле внатре, сега треба да се финиширано и ќе излезе, да, во книга. Ви посакувам, значи, многу успех, се надевам дека ќе бидеме поканети на промоцијата, можеби ќе биде во Ману промоцијата. За човек, Господ, да, можно и таму има нови сили сигурно. Идејата ми беше токму тоа, дека значи во Ману е местото на сите вакви откритија на луѓето, а потоа може да се составуваат кворуми и колегиуми и што се не, и да ги елаборираат сите овие вакви теории ставени на хартија. Важно е дека до нив се дошло, важно е дека постојат луѓе како вас кои дошле до нив и еве за вечерашниот Македонија можеби само да ви заблагодарам и да ви кажам дека ќе имам и понатаму да ве следиме во вашите истражувања. Чува Господ, се да биде добро. Така, почитувани наши, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам пријатна вечер. Чао.